Како Артан Груби може да е осомничен, а Димитар Ковачевски како негов шеф кој на дневен ред ги ставил точките поврзани со аферата лотарија да не е? Поранешниот премиер, сега пратеник, денеска првпат, откако и за него МВР поднесе кривична пријава, се појави во јавност. Предходните денови не ни одговараше на телефонските повици на Алфа. Денеска дојде на седница во собранието, но не можеше да ги избегне новинарските екипи. Не се чувствува виновен за тоа што го откри МВР. Вели никогаш не го прекршил законот, ниту како претседател на владата, ниту кога бил на позицијата заменик министер за финансии. Сепак вие сте претседател на владата. Дали ви е страх од можна кривична одговорност, бидејќи во вашиот мандат беа овие договори кои што сега се дел од кривична постапка? Јас ви кажав дека целото работење е достапно на институциите, сепак седниците на влада се колективни тела каде што се носат одлуки и тие се носат согласно законите на Република Северна Македонија и уште еднаш го повторувам дека на ниту еден начин немам учествувано како председател на влада во работењето на јавните предпријатија или акционерските друштва во државна собственост. Како тоа Груби осомничен неговиот шеф не е? Како тоа Груби осомничен неговиот шеф не е? Откако од МВР заработи кривична пријава, вели не знаел ништо повеќе од она што сите сме го слушнале, се надева дека надлежните професионално ќе си ја завршат својата задача. Секако дека работењето треба да биде на увид на сите институции, тоа е прво. Второ, во однос на информациите кои што беа пласирани во јавноста, тие се информациите со кои што и јас действено располагам, бидејќи не сум бил контактиран од институциите. Се надевам дека институциите целиот тој процес ќе го водат на непристрасен и на професионален начин, така како што треба. Според кривичната пријава од МВР, Ковачевски по претходен договор со поранешниот директор на лотарија Прпарин Бајрами на владина седница ставил на дневен ред точката и усвоил постапка за основање на трговското друштво Нова државна видеолотарија Ново ВЛТ до Скопје. Иако знаел дека материјалите не се разгледуваат на седница согласно деловникот за работа на владата, со ово возможил друштвото да стекне право да приредува игри на среќа без лиценца и на одговорните лица им возможил противправна имотна корист од речиси 1.400.000 евра.